Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите оние кои што ова вечер повторно ќе не слушаат. И навистина, мене ми е мило и драго што можеме оваа вечер да бидеме повторно заедно. Заедно каде што Бог навистина ни оставил место и простор за да можеме да го прославиме Него. Затоа што Библијата вели дека Тој е достоен да прими чест и слава. Затоа сме оваа вечер заедно, за да можеме да му дадеме чест и слава на Спасителот, на оној кој што пред 2000 години се роде во Витлеем и донесе една нова страница на овој свет. Донесе една нова свежина. Затоа сакам да ви посакам добра ноќ или благословена вечер и се надевам дека оваа вечер ќе имаме баш добра ноќ, благословена ноќ, затоа што ќе имаме можност да го слушаме, се разбира, Неговото Слово Божјо, кое донесува благослов и ни дарува живот вечен. Кога зборуваме за Словото Божјо, Библијата мисли или се мисли на Синот Божи, на Исус Христос, во кого имаме живот вечен на вистина. Почитувани слушатели, сакам ова вечер на вистина и мојата молитва е да сите овие проповеди бидат инспирирани и донесат на вистина еден голем благослов врз вашиот живот и донесат утеха и надеж и длабоко верувам дека овие емисии можат да помогнат, затоа што реков живееме во последните времиња, размислуваме, сонуваме, сакаме да имаме една поубава иднина. Всушност, сакаме да ги задржиме младите во нашата држава, затоа што сметаме дека тие се иднината на државата. Но не заборавајте дека можеме само преку Исуса Христа да имаме едно убаво утро. Бог е тој кој не прашува оваа вечер. Сакаме ли подобро утро да имаме? Сакаме ли подобра иднина да имаме ние и нашите деца? Сакаме во државата да имаме подобро утро. Да ни обезбеди државата подобро утро. Тогаш, ајде заедно да ги носиме политичарите во нашите молитви, да се молиме за нашиот народ, за државата да се молиме, да Бог навистина огромно ја благослови нашата држава Македонија. И нека биде на благослов на сите, се разбира, останати комши. Почитувани, само сакам да ви кажам дека навистина мене ми е мило и драго што можеме повторно да бидеме заедно и да ги разгледуваме нештата кои се запишани во Библијата пред стотици илјади години уназад, но сепак тие се свежи и можат да донесат благослов и инспирација, се разбира, во нашиот живот. Сакаме ли подобра иднина? Господ не прашува оваа вечер, како што многу мина, како во Стариот Завет, така во Новиот Завет. Господ ги праша, сакате ли подобра иднина? Сакате ли да свртите една нова страница во вашиот живот? Сакате ли да имате нов живот кој ќе тече како благослов врз вашиот живот? Господ го повикува Аврам да излези од татковата се земја. Ако сака да има подобра иднина и да има подобро утро за него и за целото негово потомство. Библијата вели дека Аврам беше послушен. Всушност тој имаше послушна вера. Тој го послуша гласот Божи и излезе од татковата си земја, затоа што Аврам сакаше да има подобро утро и не само тој, туку и неговото потомство. И знаеше едноставно дека Бог е тој кој може да му вети и да му обезбеди, не само да му вети, туку и да му обезбеди подобра
иднина. Почитувани слушатели, верувајте ми дека никој не може, па ниту јас, да ви обезбедам подобра иднина, подобро утро, освен за сите нас да ни обезбеди Господ. Затоа што Господова е земјата и се што е на нези. Господово е небото и се што е на него. Се е Господово. Библијата вели дека во почетокот Бог ги створи небото и земјата и се што е видливо и невидливо. Бог е креатор, тој е моделарот на овој свет. Тој создаде се и тој може да ни обезбеди подобра иднина кој сите ние ја посакуваме. Иако понекогаш размислуваме и сме водени од нашите мисли, од мислите на нашето срце, дека во некои европски земји, по-развиени економски, дека има подобра иднина. Почитувани, никој од нас не ја знае својата иднина и тоа е факт. Никој не знае дали ќе има можност да го види утрешниот ден, а камоли да размислува за иднината. Не заборавајте дека иднината на нашите животи се во Божи раце. Затоа Бог најдобро ја знае нашата иднина. Дали ние ќе имаме подобра иднина или нема да имаме подобра иднина? Но јас длабоко верувам, затоа што ни е запишано во Словото Господово дека само со Христа Исуса, нашиот Господ и Спасител, во кого е нашата вера и надеж, преку Него, Бог сака да ни даде подобра иднина. Всушност, Библијата зборува затоа дека Исус дојде на оваа земја и дека Бог го испратил Исус на оваа земја како Син Божи, за да може да ни обезбеди подобра иднина. За да можеме и да бидеме наследници на Царството Божјо и дека преку Исуса Христа да ни бидат простени гревовите. Почитувани, нашата иднина е точно во Христос, затоа што Тој ни ги простува нашите гревови преку Неговата света крв. Поточно, Библијата вели, целиот свет да го добиеш, ако душата ја изгубиш, каков откуп ќе дадеш? Каква е всушност користа од сето тоа? Затоа е многу важно да знаеме дека иднината е во Исуса Христа, затоа што Тој не ги прости нашите гревови и од тоа нема подобро. Затоа што кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме дека преку гревот не ни е обезбедена подобра иднина. Затоа што платата за гревот е смртта, но дарот Божи преку Исуса Христа е животот вечен. Во Евангелието на Јован, во 3 глава, 16 стих ни е запишано: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него, но не да погине, но да има живот вечен. Преку Исуса Христа, нашиот Господ, ние се здобиваме со живот вечен. Затоа во една прилика кога Господ Исус Христос зборуваше за спомен Господовата вечера, кога беа заедно собрани учениците со него, тоа беше пред Исус да биде фатен, кога зборуваше за неговото тело и за неговата крв, еве што вели Библијата: тоашка мнозина од учениците негови кои ги слушаа рекоа: тешки се овие зборови и кој може да ги слуша? А Исус, знаејќи во себе си дека учениците негови се бунат против тоа, им рече: зарем ово ве соблазнува? Ами што ако го видите Синот човечки да се вознесе горе каде што бил и порано? Духот е тој кој што оживува, телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Но има меѓу вас некои што не веруваат. Исус знаеш од почеток кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. Им рече: затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене ако не му биде дадено од мојот татко. Од тоа време мнозини од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Тогашка им рече Исус на 12-те: да не сакате и вие да си одете?
А Симон Петар одговори: Господи, кај кого ќе отидеме? Само ти имаш зборови на живот вечен. И ние поверувавме и спознавме дека си Синот Божи, Спасителот, Христос, Син на живиот Бог. Гледате како Петар, кој бил инспириран, кој често пати Библијата зборува, кој бил брз, кој донел брзи одлуки во многу наврати, но сепак овде Петар дава еден многу разумен одговор. Кај кого да отидеме, освен при тебе има зборови на живот вечен. Ти си Христос, Синот Божи, во кого имаме иднина, во кого имаме надеж, во кого имаме подобро утро. Каде да отидеме, Господе, освен ти си тој кој што можеш да ни го обезбедиш сето тоа. Затоа, јас ова вечер сакам да ве препуштам во Божи раце. И сакам да ви кажам дека само во Христос, во нашиот Господ, имаме зборови на живот вечен. И зборови кои можат да понудат, да дадат подобра иднина и надеж во нашиот живот. Ако сакаме да имаме подобра иднина, да живееме подобро, тогаш ајде ова вечер да ги подадеме нашите животи во Божи раце и Бог ќе не благослови. И тој ќе ни обезбеди преку Христос, нашиот Господ и Спасител, подобра иднина и живот вечен. Почитувани, без разлика во овој свет, дали животот ќе го поминиме угодно, богато или сиромашно, факт е дека една ден од овој свет ќе треба да си заминиме. Апостол Павле го поучува младиот Тимотеј дека никој ништо не донел од нас и никој ништо нема да понеси со себе си. Она што можеме да понесеме со нас е верата во Христос. И таа вера ни дава за право да размислуваме и да живееме со една таква мисла на нашето срце, дека само преку Христос, преку верата во Христос, ние можеме да имаме подобра иднина. Каква или за каква иднина можеме да размислуваме? Знаете, ако сакаме подобра иднина, можеме да имаме само преку Христос. Ова вечер, ако го прифатиш Исус Христос за твој Господ и Спасител, ти можеш да имаш подобра иднина и да имаш живот вечен. Иднината е во Божи раце. Но иднина не која што ќе биде краткотрајна. Библијата зборува за вечна иднина, која се крие во Синот Божи, во Исус Христос. Имајте убава благословена вечер, Господ со вас. Нека Бог ве благослови сите. И ако не сте размислувале, не сте направиле еден чекор на покаяние врз основа на вашата вера, ајде ова вечер, покајте се, побарајте го Господа. И едно запамтите, почитувани слушатели, дека ние можеме да имаме иднина, ама вечна иднина во Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Господ со вас нека биде и Бог нека ве благослови. Се разбира, ако даде Господ, се слушаме до наредната емисија, емисијата насловена како гласот на вистината. Пријатна вечер. Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите оние кои што ова вечер повторно ќе не слушаат. И на вистина, мене ми е мило и драго што можеме ова вечер да бидеме повторно заедно. Заедно каде што Бог на вистина ни оставил место и простор за да можеме да го прославиме Него. Затоа што Библијата вели дека Тој е достоен да прими чест и слава. Затоа сме ова вечер заедно, за да можеме да му дадеме чест и слава на Спасителот, на оној кој што пред 2000 години се роде во Витлеем и донесе една нова страница на овој свет. Донесе една нова